Добар ден од мене. Јас сум научен да препуштам дамите да бираат место и мојата денешна соговорничка го одбра водителското место и на моменти се почувствува среќен дека ќе има некој ова утро да ме замени. Професорката Никица Мојсовска-Блажевска е генерален менаџер, прв човек на проектот Македонија 2025, околу кој на времето се собра видни македонци од диаспората и бизнес елитата во Скопје, со кои практично се продуцираат разни дебати и сеанси за клучните светски и проектите и домашните предизвици во Македонија. Проектот Македонија 2025 изминативе 2 дена имаше една онлайн конференција посветена на меѓу другото на пандемијата и на бизнис амбиентот во пост-ковид атмосферата. Се разбира, Мојсовска е прилично ангажирана и околу други проекти кои имаат општествена и корпоративна заднина. На почеток, Блажевска, како се задоволни од овој дигитален самит 2025? Ке дозволите, бидејќи сум сега во водителско место, малку да ве коригирам. Македонија 2025 е регистрирана како фондација, значи не е проект. И при тоа да кажам дека покрај овие дебати, дискусии за клучни економски прашања, организираме и доста активности, односно проекти кои што се за помош на бизнис заедницата. Се трудиме да им дадеме помош, да го искористиме знаењето и капацитетот на диаспората и да им дадеме помош на домашните компании. Знам за голем број на конекции на наши менаџери во престижните корпорации што ги водат Пајков, Зафировски сега. Да. Апсолутно, меѓутоа тоа е во форма на буквално на проекти преку кои што примерно носиме канадски експерти во домашни компании, понатаму исто така правиме обука на извршни директори од Македонија во Америка и во Канада, значи се трудиме помошта да дојде и директно до бизнисот, меѓутоа и преку овие дебати, преку самитот секако да споделиме знаење и искуства. Овие претходни 3 дена токму така го организиравме самитот 2020 година во дигитална или хибридна форма, хибридна во смисла дека поголем дел од гостите, барем оние од Македонија, беа во студио се снимаше, доека пак нашата публика беше, да кажам, онлайн. Она што одлучивме ние е да секако да го земеме во предвид сегашниот контекст, односно пандемијата, економската криза, да речам и политичката криза, меѓутоа сепак да се фокусираме на позитивните нешта, да се обидеме да покажеме убави практики, да научиме од одлични бизнисмени и од земјава и од регионот и од странство. Значи буквално тоа е една платформа за учење, пренесување знаење, меѓутоа и платформа за поврзување. Оно што би рекла е дека во овие 3 дена, например, 140 учесници на платформата се поврзаа преку состаноци, така што морам да кажам дека сме задоволни покрај малите технички проблеми. Тоа е Македонија. Без тоа не можете да не го калкулирате до толку повеќе што ние допара ги учиме предизвиците и придобивките на дигиталната технологија и особено на информатичкото општество. Блажевска, ќе се вратиме на пораките околу светскиот бизнис и предизвиците што стојат од истакнатите ваши членови и големи светски бизнисмени. Зборувате за една интеракција на поврзување. Но она што добивам информација е вашиот обид да направите една општествена, политичка и економска или повеќе општествена економска платформа околу која би можела да се спои домашната политичка елита, партиите и така натаму. Што тоа нуди и какво е ехото? Видете, морам да бидам искрена дека е многу побезбедно да работите на, би рекла, микрониво. Тоа значи да имате убави програми преку кои што споменав. Им помагаме на домашни компании, помагаме и даваме стипендии за талентирани ученици. Значи тоа се прекрасни програми. Меѓутоа, мислам дека како релативно силна организација или фондација имаме општествена обврска да се обидеме да направиме промена во општеството или на повисоко или макро ниво. Во таа насока ја подготвивме платформа за просперитетна иднина, се нарекува. Тоа е еден документ во кој што се фокусираме на 7 приоритети, односно идентификуваме
7 приоритети кои што сметаме дека се важни за долгорочен развој. Тоа ни е главната порака. Ајде да мислиме на иднината, бидејќи она што сега ќе го направиме ќе влие на иднината, значи не можеме да чекаме. Мала дигресија ќе направам. Замислете, разговараме за иднина, преокупирани сме со минатото. Тоа е моја... Да, апсолутно. Знаете како, минатото мора да го прифатиме, тоа би рекла, меѓутоа да мислиме на иднината. Така, значи тоа се случува на лично ниво и професионално ниво, ги прифаќате грешки или не се грешки, ја го абсорбирате минатото, меѓутоа мора да влијаете од сега за иднината. И втората порака е, ајде да пробаме да се обединиме околу овие 7 приоритети, бидејќи тие се... Што е прилично амбициозно, морам да ви кажам. Вие имате право и меѓутоа реков имаме општествена одговорност да го направиме тоа и постојат ризици, меѓутоа мислам дека едноставно нема друго. Можам да претпоставам дека заев штом сте рекли, окей, прифаќам се, добра е идејата. Како поминувате кај опонентите? Морам да кажам дека нашата цел е малку поголема, односно планираме да зборуваме со политичките лидери на 5 најголеми политички партии, да зборуваме со парламентарците, со меѓународната заедница, институциите кои што се представени кај нас, со академијата. До сега имаме реализирано неколку состаноци и морам да кажам дека прифаќањето е одлично и многу големо. Тоа дава знак дека навистина е потребно во овој момент една потребна таква платформа и тоа зборувам не само за политичарите, туку зборувам и за бизнис лидерите исто, бидејќи целта е да зборуваме и со стопанските комори. Мислам дека ќе истраеме на Кои се стратешките пунктови? Да. Само општествени, само економски? Не, морам да кажам дека се работи за комбинација, бидејќи не можете, ако нема сеопфатни реформи и промени, не можеме ништо да направиме. Значи, почнуваме од образованието и човечкиот капитал, понатаму инвестициите, зборуваме за дигитализација и дигитално општество, меѓутоа исто така и за демократско општество, за корупција, за владење на право, јавна администрација, значи и животната средина секако. Значи, поширока платформа од само економска платформа. Никица Бојчевска-Блажевска, универзитетски професор и прв човек на фондацијата Македонија 2025. Првата асоциација ми е со оглед на оваа бројка на годините, тоа е завршниот дел или ќе го редефинирате како цел на проектот? И после 2025? Морам да кажам или да објаснам за гледачите дека 2025 е целта била поставена кога е основана организацијата до 2025 година да бидеме дел од западното развиено општество, тоа би значило членка на НАТО и ЕУ. И самата организација уште од почетокот има поставено индикатори според кои се мери успехот, да кажам, и таргети што треба да постигнеме, например повисоки стапки на економски раст и така натаму. И токму гледајќи таа матрица, велиме, за економски напредок, свативме дека напредокот изостанува или е многу бавен и дека до 2025 година не може да ги постигнеме нашите цели. Токму во таа насока направивме едно редефинирање, да кажам, на таа матрица за економски напредок, меѓутоа покрај тоа ја изработивме и платформата. Рековме, ајде ние да понудиме некои решенија, некои идеи како да го забрзаме економскиот напредок. Знаеме дека за секој од нас, за секој граѓанин и се надевам за секој политички лидер, основна цел е да имаме повисок животен стандард. И токму тоа е идејата на платформата, како да го зголемиме животниот стандард, како да се приближиме до стандардот во ЕУ. Бидејќи, внимавајте, за членување во ЕУ не е само по себе цел. Целта е да го уживате тој животен стандард и тој квалитет на живот. Добро, во оваа средба или самит, како го рековте, се вратија или беа во центарот на вниманието и веќе препознатливи имиња на бизнисмени од македонско потекло, освен препознатливиот Мајк Зафировски, Битов и така натаму. Што рекоа Енди Пејков, основач на најголемата компанија за вода во светот, Ниагара Ботлинг, со кого во Струмица пред 4 години имав еден ручек и кога седна со него, прво што ме праша, ти за кого си, за Трамп? Кога е така од ракав истресо без да знам. Трамп рече, ти си, вика, перспективен момент кој. Сега ме интересира како ќе реагира за смената, но не е важно. Што велат Енди Пајков и Сузан Ничовска, која мислам дека исто така беше на оваа онлайн конференција. Какви се
предизвиците на пост-ковид бизнисите во светот и колку Македонија на тој план има некоја сопствено видување и сопствена стратегија? Апсолутно, значи навистина сме среќни што оваа година ни се приклучи Енди Пеков и Сузан Нивчовски, таа е најуспешната македонска жена во светот, во Канада инаку. Она што ни го пренесеа како искуство е колку брзо, и мислам дека тоа треба сите од тоа треба да учиме, колку брзо тие се прилагодуваат на она што го нарекуваме новата реалност и колку нивните бизниси се адаптираат и ги прифаќаат веднаш промените. Мислам дека од тоа може многу да научиме, бидејќи кај нас првата реакција е леле тешко е, па потоа чекајте да видиме дали има некоја помош од владата, па трето е, ајде да видам јас како можам да се променам. Секако ова е генерална слика, не треба да генерализирам, има бизниси кои што навистина успеа многу брзо да се прилагодат на новата средина и такви приказни споделивме на самитот. Нивната порака е дека секогаш треба да бидете одличен, значи не треба никогаш да импровизирате и дека се зависи од вас, меѓутоа од вашиот тим. Значи секогаш одберете одличен тим и немојте да штедите на човечки ресурси. Блажо искам малце да ве злоупотребам, иако си ги заменивме местата, на нешто за што долго време важате за јавен комуникатор во однос на макроекономските движења. Како во овој момент ги оценувате трет, четврт пакет, општиот амбиент во Македонија во која ми се чини дека преовладува еден социјален амбиент во кој се грижиме практично да не се загуби работното место, без да водиме сметка да создаваме работни места? Ќе кажам дека на почетокот или со првите пакети на економски мерки бев малку разочарана, бидејќи очекував да видиме многу поголема интервенција на државата. Во тие моменти не е битна интервенцијата сама по себе, туку треба да покажете лидерство и некако да го смирите и народот и бизнисите. Од друга страна, четвртиот пакет на мерки мислам дека е доста соопфатен и она што е важно, има фокус на иднината. Значи има фокус на инвестиции, кои што во иднина треба да создадат работни места. Меѓутоа, мислам дека многу повеќе треба да работиме на тој дел, на поттикнување на создавање на работни места, бидејќи само тоа ќе го подобри животниот стандард. Основа за сиромаштијата во Република Македонија, која што е многу голема, 40% според меѓународни критериуми или методологија, основа за сиромаштијата е невработеноста. Значи, оние кои што работат, едноставно не се сиромашни. Мислам дека многу повеќе треба да се работи на тоа. Ние, како општество, сгрешивме кога рековме одиме кон пазарна економија и мислевме дека во таа пазарна економија не е потребна интервенција на држава, дека сите работи се средуваат на пазарот, меѓутоа дури во најразвиените економии ние гледаме голема интервенција. Сега, само е паметно, така што сакам да кажам, не е прашање дали треба да се интервенира, треба. Меѓутоа, треба паметно да се интервенира. Треба, реков, да се создаваат работни места, да се поддржат фирмите кои што тоа го прават. А не само, јас разбирам, вие работите и на другиот сегмент, тоа се фирми кои што веројатно би затвориле, работни места кои што би се изгубиле. Меѓутоа, мислам дека секогаш ќе има таква динамика и треба да има. Оние кои што не се успешни ќе затворат, меѓутоа ќе се создадат нови поуспешни. Би апелирала малку повеќе да има помош за успешните. Ние се наоѓаме во едно предизвикувачко време, се враќам на постковид амбиентот, во кој, например, деновија прочитав дека прашањето на роботиката, на вештачката интелигенција во светот ќе укине 75 милиони работни места, но погледнете го парадоксот. Истовремено ќе создаде 80 милиони нови работни места. Сега тоа е прашањето за што можам да се согласам со вас. Меѓутоа, амбиентот во Македонија сепак не е логицирање да се создадат, туку да се заседнеш, да се приклештеш на буџетскиот амбиент и дали ние сите се научивме на тоа, ако не знаеш, барај од државата. Видете, тоа и би рекла, во воведот на нашата платформа за просперитет на иднина, велиме, дојдовме во ситуација во кој што се бориме кој повеќе да приграби за себе од буџетот или од она што е општествено. Значи, тоа е практично истна ситуација која што сме имале во комунизмот, така, кога се очекувате од државата.
Тоа е генерално така. Она што е за мене погубно е дека младите луѓе, на пример, очекуваат да се вработат во јавна администрација, со сите можности кои што денес ги имаат. Така што тоа треба да се менува, меѓутоа промената е во културата. Не можеме брзо тоа да го смениме. Што пораки праќаат Енди Пајков и Сузана Ничовски, познати бизнисмени од македонско потекло во Канада и во Америка? Како тие се адаптираат и како во да речем условно пазарната економија се менаџира во овие ковид амбиенти? Нивната приватно порака е дека не сме доволно амбициозни или мотивирани, дека стигнуваме до одредена фаза во успехот и велиме ова е тоа што го сонував и доста ми е. И тоа е карактеристика на нашето општество до некоја мера и не можам да кажам дека е и лоша карактеристика, сепак се работи за различна култура. Во САД или во Северна Америка фокусот е постојано на успех и постојано да се оди понатаму. Значи не се задоволуваат со тоа што го имаат во моментов и тоа е главната порака за нашите бизниси. Зборувам за оние кои што се основани од македонски граѓани, дека постојано треба да се унапредувате. Ако застанете, тогаш ќе ве згази конкуренцијата. Не можете да речете одлично, ова е тоа ниво што сакав да го постигнам, особено во сегашни услови со технологија и така натаму. Значи мора постојано да инвестирате и постојано да напредувате. Меѓутоа мислам дека тоа е и проблемот во поголем дел од нашите компании. Внимавајте, ние вложуваме само 0,4% како држава во инвестиции, што е многу под нивото на ЕУ. И она што е погрешно мисламе кога зборуваме за инвестиции, иновации, ние единствено се фокусираме на стартапите. И точно тоа е еден динамичен сектор каде што има иновации, меѓутоа иновациите во САД и во другите земји се водени главно од големите компании. Од глобалните компании, точно. Апсолутно, значи ние тоа некако го забораваме. Така што секоја мерка која што ги поддржува инвестициите на големите компании и средните, тука би ги ставила, е добре дојдена. Не можеме да очекуваме од микро и малите предпријатија дека толку ќе се иновираат. Благодарам, тоа беше Никица Мојсовска-Блажевска, генерален менаџер на Фондацијата Македонија 2025, која во изминатите 2 дена собра на дебата во Македонија и низ светот преку дигиталното комуницирање, бизнисмени од Македонија и од светот на прашањето како да се адаптираме и економски и општествено во пост-ковид атмосферата и предизвиците што доаѓаат за економиите и за новите дигитални општества. Благодарам уште еднаш.